Владата размислува да ги приватизира македонски железници транспорт. Во моментов според министерот за транспорт и врски се правела дополнителна анализа. Според него таа треба да биде готова на есен, па дури тогаш ќе се знаело како ќе се одвива целиот процес. Горан Сугаревски признава дека низ годините наназад малку било вложувано во железницата. Анализите се во тек. Очекуваме дека некаде до есента таму имаме попрвична информација како се разбира би течела таа динамика, меѓутоа дури не се направа целосно анализите и не можеме да влегуваме во тоа на кој начин би се одвивал целиот процес на приватизација. Предходно и вице-премиерот Кочо Андјушев најави приватизација на МЖ Транспорт. За сега е непознато како сето ова би се одразило на цените на транспортот, но искуствата од други држави покажуваат дека тие речиси секогаш одат нагоре кога железницата завршува во приватни раце. Од друга страна пак надлежните тврдат дека ќе се намалеле давачките на државата за одржување на железницата, потоа дека ќе се намалат цените на превозот поради конкуренцијата и дека ќе се зголеми ефикасноста поради мотивот за профит. Инаку компанијата со години се наоѓа во лоша финансиска состојба. Долговите на железницата достигнуваат над 80 милиони евра, а вработените неколку пати досега го блокираат транспортот поради неисплатените плати. Инаку пред само 2 недели кај Кумановско-Черкези товарен воз излета од шините. Тогаш министерот за транспорт рече дека наскоро ќе се знае причината за несреќата, како и тоа колкава е штетата, но барем засега точната сума од предизвиканата материјална штета се уште не се знае.